Паралелно со европската, во која доминираат помалите, Volkswagen ја развива и американската понуда на своите спортско корисни возила. Најновиот нивен представник е купе верзијата на големиот Атлас, означено како кросспорт. Од наша страна гледано, овој кросовер тешко дека може да се нарече купе, но за американците е доволно тоа што неговиот заден дел е малку наклонет. Тој му дава малку подинамичен изглед, дополнително засилен пар стилски детали како што се изменетата маска и новите браници. Во внатрешноста ќе се забележат новиот управувач со рамен долен дел и педалите од нерегесувачки челик. Дел од опремата која ќе зависи од избраниот пакет ќе вклучува бежично полнење на мобилните телефони, греење на задните седишта и управувачот како и предни вентилирани седишта. Се разбира, незаобиколни се и новите аудиосистеми и безбедносните асистенти, како што се автоматското запирање, надгледувањето на мртвите агли и адаптивилниот темпомат. Како и другите, и овој модел е направен на MQB платформата и го има истото меѓуоскино растојание како и актуелниот Атлас со 7 седишта. Од него сепак е пократок за 7 и понизок за 6 см. Ќе биде опремен со 2-литерски турбобензинец со 235 и 3,6 литерски V6 агрегат со 276 конски сили. Продажбата на Атлас Cross Sport ќе започне напролет идната година, а ќе се произведува заедно со регуларниот Атлас и Passat во Volkswageновата фабрика во Тенеси. Ќе биде понуден и во Кина, каде ќе го носи називот Терамонт Купе, додека Европа е надвор од интересната зона за неговото пласирање.